Добре дојдете на мојата Уналум страница. Јас вас сите ве поздравувам, магична моја фамилија. Се надевам дека сите сте добро и здраво и во најдобар ред и се осеќате во една енергија која што и секогаш ќе може да ве оплеменува и да ве воздигнува, да ве заштитува и да ви дава смер. Денешното колективно исчитување од тарот картите за вас, кои што ќе ни го донесат и насловот на ова видео, да видиме што сакаат да ни порачаат тарот картите. Секогаш да знаете дека можете да ги смените улогите во овој исчитување. Овие се канализирани пораки и нема да резонираат со секој од вас. Ова се настани кои што се можеби и веќе случајни за вас. За некои од вас ќе важи дека се случуваат во овој момент, а за други пак ќе важи дека ќе треба да се случат во наредниот период. Ова се смерници од тарот картите и се колективни исчитувања. Хајде да видиме што сакаат тарот картите као денешна канализирана порака да ни ја доловат. Прва голема аркана, 12-та аркана, која вели обратен човек или пак завртен човек или пак hanged man. Енергија на нешто што го не можете да се покренете и ќе треба да работите на некој настан или пак на некоја случка. Може би е некоја препрека која што е од поголем карактер. Токму така. Излезност. Хајде да видиме и ошо зем тарот картите што ќе ни порачат. Sharing. За да излезете од некоја ситуација, денешната канализирана порака од тарот картите, кој треба некој од вас да ја чуе и да се усредоточи на ова порака, да земе смерница. Ова енергија која што не е завршена за некој од вас, ке значи и дека се случила, но ова е сега, во овој момент кој што се одвива како настан. Енергија која што вели споделување или пак енергија која што вели не споделувајте ваши емотивни или пак работни желби или пак мотивации со некоја персона во вашето обкружување. Може да биде енергија пријател или пак енергија роднина кој што е во ваше обкружување, а цело време сте во енергија да разговарате и да се отварате кон енергија која што воопшто не е во ваша корист. Вашето изнесување, вашата можност за да блискате и да сјаите во понатамошниот период е во исчекување. Вие сте на еден праг да го направите моментот, но оваа персона е во комплетен застој. Таа може да ви го промени смерот и не сака да работи сама на себе, не сака да даде енергија
дека ви е комплементарна, дека соработува со вас и дека би ви помогнала доколку имате застој. Не ги давајте своите емоции или пак битни енергии кои ви значат премногу за да направите една излезност, да направите нека одлука или пак решение за ваш стабилитет во вашиот сквер на животен сквер. Оваа персона може да е девица во хороскоп и има нешто во девица во неговиот натал и е во застој. Таа можно е и да ве блокира затоа што е во незавидна позиција. Оваа персона никогаш не се изградила и никогаш нема да се изгради. Нема да перцепира со вашето размислување и вашата енергија, затоа што е од енергија саможивост. Оваа персона е саможивна персона и токму сега го погледнав овој дек на картите и го добивме истата енергија долу на овој дек. Значи, немојте да се отварате на ваш пријател, долгогодишен соработник или пак персона која што е во позиција да не ве поддржи, туку да ви ги презентира нештата во енергија да ве застане, да не можете да барате излезност, но не можете да го решите моментот на таа излезност. Доколку се работи за партнерско работен однос, оваа персона ќе ви дава енергии дека ќе ви се најде во некоја ситуација која што и вие самите ја проектирате или пак ја приложувате, но нема тоа да го направи затоа што оваа персона е од завиден карактер. Енергија која што вели немојте да се отварате пред секого, немојте да ги кажувате вашите планови, вашите способности кои што треба кои што сте на самиот праг да ги завршите, но оваа ваша енергија не може да се заврши затоа што оваа персона ви го попречува патот, ви ги насочува на друг смер вашите битни резултати, вашите битни енергии, затоа што е завидна, некомплементарна, не знае да чува тајни и е во енергија на обратен човек. Енергија каде што незината визуализација е во нереалност. Таа не визуализира, туку ја посакува вашата реална енергија за да може да се буквално со туги перја да се кити. Значи, не ги фрлајте вашите бисери пред свињите, дефинитивно во буквален превод за некој од вас кој ќе резонира оваа порака. Ајде да видиме која е оваа персона и зашто токму оваа порака пристигна сега за некој од вас. Да видиме што ќе даде тарот картите.
ја добивте картата на 9 купови, ас на штаповите, царицата, енергија 5 купови, енергија цар или пак емперор, енергија 9 штапови, енергија витезот на штаповите и енергија висока аркана 13 поред, смрт. Оваа персона во претходниот период ви била во енергија, може за некој од вас ке значи дека е и ваш љубовник, а за некој од вас ке значи дека е ваш соработник кој сте во енергија комплементарност. Вие сте царица, а тој е цар. Значи енергија девица, бик, земена енергија која што и значи земени енергии кои што сте јаки по карактер, но не можете да најдете решение за некоја ваша ситуација. Царот е таткова фигура, а пак царицата е енергија на мајчина фигура која што ја води инспирација, таа е од универзумот поткрената и е премногу интуитивна. Вие сте осетиле некоја енергија која што ви говорела дека нешто ќе се случи, но не сте ја вашата интуиција не сте ја послушале. Доколку се работи за некоја енергија која што е во емотивност во вашата фамилија, доколку оваа персона е вашиот сопатник или пак брачен партнер, вие ќе донесете битна и важна одлука за излезност, за енергија каде што ќе вели, каде што и самата вели ас на штаповите, трансформативна енергија која што подолго време сте ја посакувале една битна, важна одлука која што ќе биде во излезност, значи излезност од емотивна ситуација или пак ситуација за стабилитет во вашиот дом. Но трета персона, која што е ваш пријател, а може би и да е пријател на истата персона до вас, која што имате нерешен проблем или пак нерешен фамилиарен проблем, кој што е од емотивен карактер и зема енергија да се донесе битна и важна одлука во вашиот сегментен живот, во вашиот соживот со вашиот партнер, е енергија која што вели дека оваа персона пренесувала информации и важни енергии од вас, затоа што вие сте се буквално вашите бисери сте ги фрлале пред нозете на една персона која што не е релевантна за вас, не е достојна на вашата енергија и вашата пожртвованост. Вие сте мајчина енергија која што носи битни и важни одлуки, а тоа е да изградите стабилност или пак да изградите една стабилна материјална и љубовна енергија. Доколку се работи за партнерски односи во работен сквер, значи во работна енергија, оваа персона не сака да ви помогне и буквално вашите зборови ги пренесува до персона која е од значење во работниот однос, ги пренесува онака како што и нему му одговара, затоа не можете да донесете битна и важна одлука, трансформативна енергија со 9 купови, значи енергија на емоција, не можете да се трансформирате и да доживеете еден нов почеток, да стартувате во една излезност. Секогаш ве враќа
оваа персона во енергија на 5 купови, очај, немок, енергија која што секогаш вашите емоции се пролијани, енергија кога вашата стабилност не е секогаш присутна и ве става во една анксиозна и депресивна енергија. Оваа персона ќе биде во енергија на борба или пак вие ќе се изборите за да донесете една комплементарна енергија, а тоа ќе биде да дознаете некоја вистина или пак да имате една битна и важна одлука која што можеби од комплетно четврто лице ќе добиете информација за некоја важна одлука во вашиот работен однос. И на сето тоа ќе дојде крај. Значи, крајниот резултат е една смрт, една енергија и повторно раѓање. Значи, повторна нова енергија ќе се оформи по затварање на некој важен и битен сегмент во вашиот живот. За некој од вас ќе значи дека овој имперор ќе ви соопшти информација дека, значи овој цар, ќе ви соопшти информација дека таја персона што е до вас и што ја третирате како пријател, како нешто најблиску до вас, е таа персона која што ви ги разнебитува енергиите, значи ви попречува на патот до некоја цел, а тоа е добивање на некоја информација за некој работна стабилност која што е во ваша емоција. На сето тоа ќе дојде крај, каде што и ќе дојде нов почеток. Вие сте во енергија на приложување ваши заслуги, но на персона која што воопшто не ви е ни до колена. Крајот на декот ја добивте високата свештеница која што вели: внимавај, твојата интуиција е многу висока и не заборавај, донеси битна и важна одлука во твојот сегментен живот, затоа што јас ќе ти го тресирам патот каде што и ќе треба да води. Ова се две високи аркани кои што ќе бидат од големо значење за вас. За некој од вас ќе го дознаете кртот во вашата фамилиарна попреченост, во вашиот фамилиарен недостапен енергетски дел, каде што и стално има кавги, недоразбирања, анксиозност и депресии, каде што водите борба, но не знаете дека некој друг ја ствара таа борба и затоа не можете да дојдете до ваша енергија која што ќе води кон излезност, енергија која што ќе го видите и изгреј сонцето и зајди сонцето во вашиот сквер на донесување битна и важна одлука за некоја работна енергија и за некоја работна енергија која што ќе биде во емотивност, значи емотивна работна енергија. Ајде да видиме што ќе дадат одговор. Ангелските карти, како една мала сугестија или пак битна смирница. Повторно раѓање со ваша јачина во вашата интуитивност.
Значи, високата свештеница е енергија која вели јас ќе го разокријам моментот кој што ќе треба да го видите со вашиот сопатник или пак вашиот партнер, работен партнер. Енергија која што е прикриена, нешто се прикрива. Значи, некој ви е застанат на патот. Може би и ке значи, доколку се работи за партнерско-брачни односи, некој ќе посака да ве раздели од вашиот партнер по пат на добивање од вас информации, знаејќи дека вие ги кажувате сите енергии што се случуваат во вашата домашна енергија, но не застанете и не носете енергии кои што ќе ги искажувате пред оваа персона. Така, побарете од помош од луѓе кои што можат да ви помогнат за оваа ситуација, некој од вас да се разреши и да дознаете кој е оваа персона, доколку немате представа во ово исчитување на тарот картите. Доколку имате, сепак побарете помош по релевантна енергија која што ќе ви сугерира да што да превземете како акција. Токму така, вие сте спремни да донесете битна и важна одлука и да се супроставите на оваа енергија обрнут човек или пак завртен човек. Значи, енергија која што е ваш пријател, може би соработник или пак ваш близок роднина, кој што нон-стоп ги делите вашите енергии и споделувате. Значи, тарот картите ви даваат енергија, не ги споделувајте вашите планови, вашите енергии што ги имате и не ги фрлајте вашите бисери пред ноцете на свињата. Токму така. Издигнете се, направете еден ребаланс, една реенергија, која што ќе ви дојде во важна емотивност, за да можете да продолжите со вашата емотивна или пак работна енергија, која што и сакате да дознаете кој е овој крт кој ви го попречува патот на успехот или пак на добивање некоја информација која е од ваш значај или пак ваша енергија, карактерна енергија која што ве става секогаш во очај и во депресивност и анксиозност. Јас се надевам дека ќе бидете и добро асертивни и ќе дознаете кој е овој крт што ви го раскопува темелот на вашата енергија и ви стои на патот до успехот. Ви посакувам убав и енергетски ден. Се слушаме и гледаме во наредно видео. Поздрав!